Политиките за поттикнување на вработувањето, како и за привлекување странски инвестиции, придонесуваат за континуираното намалување на невработеноста. Заводот за статистика објави дека во првиот квартал годинава стапката на невработеност паднала на 24,5%, што е најниско ниво откако заводот ги врши мерењата. Поведено со истиот квартал од минатата година, значи со една година наназад, имаме пат од 2,8%, а споредено квартал со квартал пат од 0,1%. Било каков пат на невработеноста во услови на ваква политичка криза е добра вест. А камоли пат од 2,8% за една година, имајќи во обзир дека во таа една година перманентно, постојано, сме во ситуација на политичка криза предизвикана од нашите политички опоненти. Од Агенцијата за вработување велат дека проектите како Македонија вработува, вработувањето на млади до 29 години, само вработувањата преку кои се обезбедуваат поволности и субвенции за креирање работни места, овозможиле десетици илјади вработувања. Со оперативниот план на активни мерки за поттикнување на вработувањето во 2016-та, агенцијата планира да опфати околу 40.000 луѓе. Очекувањата на владата се невработеноста до 2018 година да се намали на 22%.